Двете основни филозофски струи кои се студираат во новиот век се емпиризмот и рационализмот. Рационалистичкиот правец смета дека умот е најзначајното човеково својство и само тој му овозможува на човекот да се снајде во животот и дојде до сознание. Четирите правила за вистинско сознание на Декарт се следните: да се одбегнува избрзување и да се прифати како вистинито само она што самите очигледно сте го сознале како вистинито. Секој испитуван проблем да е расчленет. Да се оди постапно од наједноставното кон најсложеното. Целосно набројување за да не се пропушти нешто. Методската скепса на Декарт вели дека треба да се сомневаме се додека не дојдеме до сигурно сознание. Според Декарт, првата известност поврзана со мене и мојот ум е додека се сомневам, јас мислам и постојам. Изкажано со ставот мислам значи постојам. Когито ерго сум. Дуалистичката концепција на Декарт вели: човекот е компониран од тело и дух. Телесноста значи заземање простор, додека раздвиженоста е духовност. Квалитетот на духовната субстанција е мислењето, а на материјалната субстанција распростирањето. Под поимот картезијанство се подразбира ориентација и метод, духовен и културен стил со јасни и разлачени идеи. Основните филозофски идеи на Спиноза се однесуваат на единството на светот, на суштината на субстанцијата и на незините пројави, на видовите на сознанието, на етиката и верата, како и на човековата слобода и политика. Спиноза, роден 1632 година, живел до 1677. Во однос на субстанцијата мисли строго монистички. Постои само една субстанција и таа самата на себе си е причина на своето постоење. Causa sui. Спиноза ја определува субстанцијата како Бог или природа. Deus sive natura. Бог за Спиноза представува творечка природа, натура натуранст, која создава се. Од друга страна е создадената природа, натура натурата. Атрибут на субстанцијата е она што разумот го забележува, својство кај субстанцијата. Има безброј атрибути. Човечкиот разум познава само два – мислење и пространост. Секој атрибут се развива во своји определби, мислењето се развива во безброј идеи, а пространоста во безброј материјални тела. Телата и идеите Спиноза ги нарекува модуси. Слободата според Спиноза е сознаена нужност. Лајбниц, роден 1646 година, живел до 1716. На прочината изјава на емпиристот Џон Лок: во разумот нема ништо што пред тоа не било во сетилата, настапил со додатокот, освен самиот разум, покажувајќи дека разумската сила им претходи на сетилата. Сваќањето на Лајбниц за субстанцијата е дека таа е единствена според квалитетот, но множествена според пројавите. За Лајбниц, својствата на монадите се следните. Светот е создаден од монади, кои се најмалечки основни неделеви центри на силата. Не зафаќаат простор и не се материјални. Имаат собствен живот, затворени се, не комуницираат меѓу себе. Сите се поврзани во степенувана хармонија. Монадите кај луѓето се јавуваат како центри на чувствата, на перцепцијата и на копнежите, апетиција, кои кај луѓето станале волја, мисла и слобода. Лајбниц ги поставил законите на логиката како закони на постоењето и тие се: закон на идентитет, А е еднакво на А, закон на непротивречност, А не е не А, закон на оправдана причина, кажува дека ништо не се случува без причина. Закон за континуитетот, истакнува дека нема пауза во низите. Според Лајбниц, овој свет е најдобар од сите можни светови, во кој владее
преетаблирана хармонија, согласност на сите нешта, дури и пред тие да се случат.